Расте бројот на деца со дијабетес во Македонија. Докторите алармираат доматичните да се посветат во раното откривање на дијабетесот, за да може да се спречат компликации. Во земјава околу 650 граѓани имаат сензори за мерење на шеќер во крвта. Од Сдруженијата на пациенти бараат оваа бројка на луѓе да се зголеми. Користам сензор, се добро само да бидам активна, да не ми се качи шеќерот. Моите другари многу го знаат. Ова ми се најдобри другари. Родителите со среќа кога ќе бидам 13 ќе ми отидеше дијабетот. Дијабетичарите бараат и навреме да се доставува инсулин во аптеките и да се воведат нови иновативни терапии. Во Македонија има регистрирано 130.000 луѓе со дијабет, а од нив околу 4.000 се со тип 1. Проблемот со инсулинската терапија е надминат, но лековите кои спречуваат компликации ги има само за мал број на пациенти. Тие очекуваат дека наскоро ќе биде решен и овој недостаток. Набавката на овие сензори не треба да биде ограничена по години, по граница на возраст, туку тие се потребни на сите лица со дијабетес на инсулинска терапија. Час поскоро достапност до оралната терапија, современата орална терапија за спречување на компликации и за квалитетно менаџирање на компликациите, особено керетинопатијата, невропатијата, диабетично стопало. Надлежните уверуваат дека ќе се прошират програмите за дијабетичарите. Тоа значи дека ќе добијат современа терапија и подобар медицински третман. Министерството за здравство више со Светска здравствена организација е во длабоки преговори за проширување и зголемување на превентивните програми, затоа што треба таму да се фокусираме и моментално сме во преговори за 25 година, више во 24-30 е влезена во стратегијата и мислам дека до крај на година ќе излеземе со нови детали околу проширување на програмите. Модерните лекови, модерната медицина веќе нуди можности да со подобра контрола на болеста луѓето живеат потpuno нормален, продуктивен живот. Тоа е едниот аспект на работата која сакаме да ја подржиме. Вториот аспект е дека доколку тоа не го направиме, вистинските трошоци настануваат после тоа, бидејќи дијабетот е една од најчестите причини за компликации кои водат до нефролошки, кардиолошки и офталмолошки случаи кои чинат државата и општеството многу повеќе. Претходната година дијабетичарите ја прогласија за најтешка бидејќи немаа терапија и беа оставени сами на себе да се снаоѓаат.